Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во 62-та година по раѓањето на Христос, четворица мажи го напуштија Рим и се упатија кон Азија, конкретно во Мала Азија. Всушност, еден од нив беше упатен кон Македонија, а останатите тројца кон Мала Азија. Со себе носеа 4 документи кои се од исклучителна важност за христијанската вера. Документите беа напишани од страна на затвореник, а беа упатени кон неколку христијани во тој дел од светот. Кога овие четворица се збогуваа со апостолот Павле, авторот на 4 документи, на секој од нив му беше дадено по едно послание, кое требаше да го однесат кај оние на кои им е пратено. Овие 4 посланија се дел од Новиот Завет и се познати под терминот затворски посланија на апостолот Павле. Павле ги напиша додека беше затворен во Рим и чекаше да добие пресуда од императорот Нерон, Цезарот во тој период од постоењето на Римската империја. Да се вратиме назад на четворицата и посланијата кои им беа дадени. Епафродит беше од Филипи и нему му беше дадено посланието до филипјаните. Тихи беше од Ефес и тој беше одговорен да го достави посланието до ефесјаните. Епафрас потекнуваше од градот Колос и нему му беше доверено посланието до колосјаните. Имаше уште еден човек по име Онисим. Нему му беше дадено послание кое не беше пратено до група луѓе, туку само до еден човек, Филемон. Онисим беше роб во домот на Филемон, но откако избега од домот, тој се сретна со Павле и ја прифати христијанската вера. Затоа Павле го прати назад кај неговиот господар со писмо во рака. Овие 4 посланија се од исклучителна важност за црквата, за меѓусебните односи помеѓу христијаните и за начинот на кој Христовите следбеници се повикани да го живеат животот во светот. Во посланието до ефесјаните, она кое започнуваме да го проучуваме денес, Павле ја представува црквата како Христово тело. Во посланието до колосјаните, тој зборува за Христос како глава на телото. Во посланието до филипјаните, апостолот објаснува што значи да се живее како христијанин во општество кое не го сака ниту Христос, ниту пак неговите следбеници. Главната тема на посланието до Филемон е христијанското поведение во паганско општество. Во тоа послание Павле му праќа порака на Филемон, господарот на Онисим, и му вели: „И така, ако ми имаш за содругар, прими го како да си ме примил мене. Ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка.“ Пишувајќи го тоа, апостолот Павле го поттикнува Филемон да се однесува според Божјата волја, но и спротивно на сите принципи и правила на тогашното општество. Во тоа време, господарите ги казнувале робовите кои бегале од нивните домови. А Павле му вели на Филемон: „Прими го Онисим назад и прости му.“ Да се вратиме на посланието до ефесјаните. Доктор Артур Пирсон го нарекол посланието кое ве носи на третото небо. Еден друг теолог го нарекол Алпите на Новиот Завет, бидејќи вистините кои се спомнати во него ги носат читателите на духовни височини. Според некои теолози, ова е едно од најважните посланија во Новиот Завет. Има и такви кои веруваат дека посланието до ефесјаните е толку важно, што само оние кои се избрани за спасение можат да го разберат. Интересно е тоа што оние кои мислат така, сметаат дека тие самите се во тој потесен круг луѓе. Иако се согласувам дека ова послание не е најлесно за разбирање, сепак не би рекол дека само некои христијани можат да го разберат. Додека го проучуваме во следните месец дена, ќе забележите дека некои од зборовите на Павле во ова послание се многу лесни за разбирање, а на други им треба малку повеќе објаснување. Што се однесува до мене, како ваш водич при ова проучување, не велам дека ќе ви помогнам да ги исцрпите сите богатства на посланието. Сепак, ќе дадам се од себе, за да ви помогнам да разберете кое е било провичното значење за оние кои го примиле посланието и кое е неговото значење за нас денес. Според некои луѓе, посланието до ефесјаните, заедно со книгата Откровение, се двете најтешки книги за толкување во Новиот Завет. Причината поради која го тврдат тоа е бидејќи Откровение е книга полна со бројки и символи и сметаат дека никој не може да го разбере нивното значење.
Од друга страна, за посланието до ефесјаните велат дека е премногу длабоко и само мал број христијани можат да го разберат. Моето мислење во однос на овие две книги е доста поинакво. Не велам дека се наједноставни и најлесни за разбирање, но сепак сметам дека имаат доста добар тек на мислата. Не ме разбирајте погрешно. Јас не велам дека знам се што може да се знае за посланието до ефесјаните и за откровение. Но тоа што сакам да го кажам е дека книгите имаат логичен тек на мислата и затоа е многу лесно да се поделат на неколку делови. Пример, книгата Откровение е многу лесно да ја поделите на 3 дела, и тоа според зборовите на апостолот Јован. На самиот почеток од книгата тој пишува дека дава извештај за нештата кои биле, кои се и кои ќе бидат. Не велам дека ваквата поделба ќе ви помогне да разберете се во книгата, но дефинитивно ви дава добар почеток. Што се однесува до посланието до ефесјаните, истото е поделено на 6 поглавја. Во првите 3 апостолот Павле пишува за повикот на црквата и истите се доктриналниот дел од посланието. Во вторите 3 глави Павле пишува за поведението на црквата во светот и тие се практичниот дел на посланието. Апостолот вели, парафразирам, црквата е тело и тоа тело има глава, Христос. Тој е на небото, а ние се поистоветуваме со него. Христовото тело, односно неговите раци и нозе се тука на земјата и треба да бидат активни во служба за оние кои се во потреба. Павле сакаше христијаните во Ефес да знаат дека од нив не се очекува само да ја исповедаат христијанската вера, туку и да ја живеат. Токму затоа во 4.1 пишува: Браќа, јас, затвореник во Господ, ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани. Ова е стихот со кој Павле го започнува практичниот дел од посланието. Со други зборови, тој им вели на христијаните: навистина е голем благослов да верувате во Христос и да го имате спасението. Но не заборавајте дека тој благослов има и практични примени. Немојте да седите со скрстени раце, туку живејте според Божиот повик и бидете Божји амбасадори во овој свет. Тоа е генералната поделба на ова послание. И според мене е многу логична и лесна за следење. Во првите 3 глави Павле пишува за христијанската доктрина, а во вторите за христијанското поведение, кое пак произлегува од доктрината. На некој начин, во првиот дел тој ја поставува основата, а во вториот гради врз неа. Во првата глава Павле пишува за црквата како тело Христово. Во глава 2 тој ја представува црквата како храм, а во третата глава црквата е представена како тајна. Тоа е првиот дел од посланието. Кога ќе дојдеме до глава 4, ќе забележите дека црквата е представена како заедница на нови луѓе. Тоа значи дека црквата треба да го живее и објавува Евангелието, кое пак им дава нов живот на оние што го прифаќаат. Во глава 5, црквата е представена како идна невеста. Немојте да мислите дека црквата моментално е невеста. Црквата ќе биде Христовата невеста тогаш, кога тој повторно ќе се врати по неа и ќе ја земе со себе на небото. Од денешна перспектива, би можеле да кажеме дека црквата е верена за Христос, а еден ден ќе биде неговата невеста. На крај, во глава 6, црквата е представена како војник. Пред некое време еден човек ми рече: велите дека црквата е војник, а ќе биде невеста. Во бракот најчесто процесот е спротивен. Жената е прво невеста, а потоа почнуваат војните и борбите во домот. Морам да признаам дека тоа беше навистина смешен коментар, но поентата на Павле е дека црквата е како војник кој се спротивставува на сатаните и неговите поданици, кои активно действуваат во овој свет. Токму затоа Павле ја представува црквата како војник, бидејќи христијаните имаат непријател и тој е активно вклучен во битка против нив. Ако се држиме блиску до Бог и го оживееме неговиот збор, тоа ќе ни помогне да извојуваме победа против нашиот непријател. Од следната епизода ќе почнеме со читање на глава 1. Но уште сега сакам да ви најавам дека и неа можеме да ја поделиме на 3 делови. Веднаш после воведот, Павле пишува дека Бог Отецот е тој кој го испланира постоењето на црквата. Стихови 3 до 6. Во вториот дел, апостолот пишува дека Бог Синот ја плати цената за постоењето на црквата. Стихови 7 до 12. Третиот дел пак се однесува на Светиот Дух кој ја заштитува црквата.
стихови 13 до 14. На крајот од главата, Павле завршува со молитва за мудрост и сила. Со оглед на тоа што оваа епизода е вовед во посланието, последните неколку минути сакам да споделам неколку информации кои ќе ви помогнат да сватите како започна црквата во Ефес. Интересно е тоа што Светиот Дух не му дозволи на Павле да оди во Мала Азија за време на неговото второ мисиско патување. Слушнете што напишал доктор Лука во врска со тоа. Така тие ги преминаа Фригија и Галатискиот крај, зашто ним не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат Словото во Азија. Со други зборови, Светиот Дух направи нешто поради кое патувањето во Мала Азија, област во која беше Ефес, можеби најважниот град во таа област, беше оневозможено. Не знам зошто, но Духот сметаше дека тоа не е вистинското време за посета на таа област. Наместо во Мала Азија, Павле отиде во Македонија, во Филипи, Верија, Атина и Коринт. А потоа, кога се врати назад, помина преку Ефес. Кога стигна во градот, Павле свати дека тоа е одлична прилика да се сподели евангелието со локалното население. Во дела 18-19 пишува: кога пристигна во Ефес, ги остави нив таму, а сам тој влезе во синагогата да расправа со јудејците. За време на третото мисиско патување, Павле се врати во Ефес и се запозна со еден човек по име Аполос. Тој беше активен во проповедање и врз таа основа станаа многу блиски со Павле. Аполос немаше слушнато за крштевањето на апостолите, туку само за она на Јован Крстител. Откако Павле му го објасни крштевањето со вера во смртта и воскресението на Христос, Аполос го прифати, се крсти и заедно ја ширеа христијанската вера. Во Ефес, Павле започна служба која имаше многу големо влијание. Врз основа на тоа што го читам во Новиот Завет, моје лично верување е дека најголемиот успех со евангелието апостолот го имаше токму во областа на денешна Турција. Не заборавајте дека во тоа време градовите со пристаништа биле едни од најважните локации, а во Мала Азија ги имало навистина многу. Истите биле од исклучителна важност, бидејќи служеле како мост помеѓу Европа и Азија. Така што, барем за Ефес може да се каже дека бил културолошки, економски и религиозен центар кој ги поврзвал двата континенти. Не само тоа, туку и римските императори имале навика да доаѓаат во градот Ефес и барем кратко да престојуваат таму. Причината за тоа била убавата клима и прекрасната природа и архитектура на градот. Со оглед на тоа што во Ефес имало и големо пристаниште, тоа значи дека огромен број луѓе од различни краишта на светот го посетувале градот во текот на годината. Тоа подразбирало многу можности, но и многу опозиција при споделување на евангелието. Слушнете дел од извештајот на доктор Лука за случувањата во Ефес. Потоа Павле влезе во синагогата и тука 3 месеци смело проповедаше и расправајки ги уверуваше за Царството Божјо. Но бидејќи имаше некои жестоки противници на верата, кои говореа лошо за патот Господов пред народот, Павле се оддели од нив, ги одвои учениците и секојдневно расправаше во училиштето на некој си тиран. Тоа траеше цели 2 години, така што сите жители на Азија, како јудејците, така и елините, можеа да го слушаат Словото за Господ Исус. Очигледно е дека евангелието имаше силно влијание во тој град. Баш ме интересира што имаат да кажат некои христијани во врска со тоа што Павле одеше во синагогата да го проповеда евангелието. Пред некое време од луѓе добив сериозни критики само зашто бев да проповедам во Римокатолички манастир. Не гледам што е проблемот во тоа да се проповеда евангелието, без разлика на локацијата. Може би оние на кои им сметаше мојата посета во манастирот, имаат проблеми со тоа што апостолот Павле ги посетуваше синагогите. Тоа што мораме да го сватиме е дека не е толку многу важно каде се наоѓаме, туку причината поради која сме на тоа место. Например, некои луѓе имаат нешто против Римокатоличката црква и за нив е незамисливо да влезат во Римокатоличка црква или во манастир. Но, што ако одам таму со конкретна цел и намера? Односно да го проповедам евангелието? Зарем тоа не му е угодно на Бог? Според тоа што го читам во Новиот Завет, ќе си ја земам слободата да заклучам дека апостолот Павле би влегол во било каков објект
се со цел да им го проповеда евангелието на оние кои се духовно изгубени. Знам дека никогаш нема да бидам како него, но во однос на овие нешта се трудам да го следам неговиот пример колку што можам. Тука не зборуваме за одење во некои ноќни клубови каде има блуд и каде споделувањето на евангелието е речиси невозможно. Но ако Бог ми отвара врата да отидам на место каде што можам јасно да им ја пренесам радосната вест за Божјата љубов, можете да бидете сигурни дека ќе сторам се што можам за да ја искористам таа шанса. Поентата не е да правиме компромис со световниот систем, туку со Божја помош да ги извлечеме луѓето кои се дел од него. Се сеќавам на една случка поврзана со доктор Хенри Ример, проповедник кој живеел во минатиот век. Имало луѓе кои го критикувале за тоа што прифатил да проповеда во либерална црква во Лос Анџелес. Неговиот одговор бил следниот: ако имам повратен билет, би отишел да го проповедам евангелието дури и во пеколот. Човек треба да биде многу храбар за да го направи и изјави тоа што го кажал доктор Ример. Мојот совет за вас е: ако Бог ви нуди можност за споделување на евангелието, искористете ја. Се разбира, при сето тоа барајте Божја помош и заштита за да останете цврсти во верата и ништо да не ве поколеба. Тоа е позадината поврзана со започнувањето на црквата во Ефес. Кога Светиот Дух процени дека е вистинско време, му отвори врата на Павле да оди во Ефес. И додека престојуваше во тој град, апостолот ја користеше секоја можност за да им каже на другите за Христовата љубов. Откако се роди црквата во Ефес, Павле остана таму уште некој период и потоа замина да продолжи со мисионерската работа. Откако се најде во затвор, апостолот слушна дека заедницата во Ефес има одредени предизвици. Затоа им го напиша посланието. И тоа е причината поради која и ние денес го имаме како дел од Новиот Завет. Од следната епизода ќе почнеме со читање и обработка. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.